Повисока минимална плата е лесно дадено ветување без да се направи реална проценка, дали и колку тоа може да се реализира, сметаат работодавачите. Според дел од нив, ако се зголемува минималната плата, неприфатливо е тоа да биде за 20%, колку што предвидуваат новите измени на Законот за минимална плата. Според Миле Бошков од Бизнис конфедерацијата, ваквата иницијатива можеби ќе ги задржи младите, кои поради ниските примања заминуваат од државата. Секогаш недостасуваат квалитетни работници, иако можеме да кажеме дека Македонија може и да се пофали дека не толку често има колективни или серија на поединични откази или на некој начин раскинување на договор за работен однос. И тоа покажува дека многу сериозно се пристапува кон сигурноста на вработените во компаниите. Бидејќи она што го напоменавте, миграција на работници, тоа значи на некој начин и порака дека станува збор за незадоволство. Меѓутоа во Македонија таа миграција не е на ниво на компании, особено не на локално ниво. Тоа не значи дека едни вработени од една компанија во Струмичкиот регион одат во некоја си друга компанија исто во Струмичкиот регион. Него тие почесто остануваат тука. Меѓутоа, на некој начин треба да се знае дека работниците мора да се задржуваат во компаниите со особени мотивацијски средства, начини, методологија и така натаму. Законот за минимална плата беше донесен во 2014 година. Тој предвидува секоја година нејзино постепено зголемување. Во моментов минималната плата е 10.000 денари. Со најавеното покачување таа би изнесувало околу 12.000 денари. Минималната плата од 10.000 денари наспроти 30.000 денари, колку што изнесуваат месечните трошоци на едно семејство, го покажува нискиот стандард на граѓаните во Македонија.